Од утре, 1 мај 2025 година, истекуваат ограничувањата на маржите за над 1000 прехранбени производи, што може да доведе до нови поскапувања во маркетите. Владата претходно тврдеше дека мерката била ефективна и придонела за стабилизирање на цените. Министерот за економија Бесар Дурмиши изјави дека во март е забележана дефлација од 1,3% во делот на храна и пијалаци, а податоците за април исто така укажуваат на намалување на цените. По завршувањето на мерката, пазарните инспектори ќе вршат контроли за да утврдат дали ќе има енормни поскапувања. Доколку маркетите се однесуваат девијантно, ќе следуваат поригорозни мерки. Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, останува на функцијата откако собранието не ја изгласа интерпелацијата поднесена од коалицијата Европски фронт. Од вкупниот број на присутни пратеници, 63 беа против, а само 7 гласаа за негово разрешување. Подносителите на интерпелацијата го обвинија Тошковски за селективен пристап и етничка дискриминација при полициско постапување, особено за време на прославите на 28 ноември. Министерот ги отфрли обвинувањата како неосновани и политички мотивирани. Владеачкото мнозинство оцени дека полицијата работи професионално и без нарушување на редот. На 30 април 2025 година, студентите во Нови Сад организираа протест пред зградата на Основниот и Вишиот суд, изразувајќи незадоволство поради недостигот на одговорност за трагедијата од 1 ноември 2024 година, кога колапс на надстрешница на железничката станица усмрти 16 лица. Овој настан поттикна серија антикорупцијски протести ширум Србија, предводени од студенти и поддржани од академскиот кадар, земјоделци и актери. Протестите вклучуваат символични 15-минутни блокади во 11 часот и 52 минути, време кое го символизира моментот на несреќата. Студентските протести се проширија низ целата земја, вклучувајќи ги универзитетските центри во Белград, Крагуевац и Ниш. Покрај студентите, протестите добија поддршка и од средношколци, наставници и други граѓански групи. Во некој случај, протестите беа проследени со инциденти, вклучувајќи напади врз студенти и обвинувања за вмешаност на владеачката партија. Како резултат на притисокот, премиерот Милош Вучевик и градоначалникот на Нови Сад поднесоа оставки. Во текот на ноќта на 29 април 2025 година, руските сили извршија масовни напади со дронови врз украинските градови Харков и Днипро. Во Харков, најмалку 47 лица беа повредени, меѓу кои и 2 деца и бремена жена. Нападите погодија стамбени згради, болници и индустријски објекти, предизвикувајќи значителна штета на цивилната инфраструктура. Во Днипро, еден маж загина, а уште едно лице беше повредено како резултат на нападите. Нападите предизвикаа пожари и оштетување на приватни куќи. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги осуди нападите и повика на засилени меѓународни санкции против Русија, истакнувајќи ја потребата од посилна поддршка од страна на САД за да се стави крај на војната. Американскиот председател Доналд Трамп одбележа 100 дена од мандатот со голем митинг во Ворен, Мичиген, каде ги прогласи првите 100 дена како најуспешни во американската историја. Тој носталгично призна дека му недостига предизборната кампања, додека публиката ентузијастички скандираше САД, САД. Во говорот, Трамп остро ги нападна Бајден, медиумите, сојузниците, демократите, федералните резерви и вок идеологијата. Најави економска златна ера и поостра имиграцијска политика. Блиската соработничка Марго Мартин повика Трамп 2028, иако трет мандат е уставно забранет. Според анкета, само 39% од американците го одобруваат, а 64% сметаат дека си зема преголеми овластувања.